Почитувани родители, знаеме дека сте повеќе од свесни на какви проблеми наидуваат вашите деца кога се во прашање екстерното тестирање. Дали мислите дека знаењето на вашите деца треба да се оценува на начин кој од нив бара меморирање на факти и нивно репродуцирање, без при тоа да се води сметка за направената штета? Како ќе создадеме генерации со квалитетни знаења кои подоцна истите ќе ги користат за развој на општеството во кој што живеат? Или можеби целта на ваквиот начин на оценување е да креираме младина која во иднинет има можност да бира од понуденото, без да има прилика таа да го наметне своето размислување и да се бори истото да се реализира. Формата на која се изведува таквиот начин на тестирање е ретроградна и целосно промашена. Еден наставник кој целата своја енергија троши за да им го пренесе своето знаење на учениците да биде казнат со 3000 денари 12 месеци, бидејќи реално го оценил ученикот, а истиот на екстерното добил поинаква оценка, е понижување на личноста во која што во секоја нормална цивилизирана и демократска земја е строежот, кој на своите плеки го носи најголемиот товар знаењето. Историјата памти позитивни примери кои и најголемите и најпоклонуваните на личноста на наставникот. За жал, во нашето општество наставникот е донесен во состојба да се прашува кога ќе биде заменет со резервен колега, термин кој не стои во ниту една демократска земја. Дали ќе биде казнет бидејќи се трошел раздавајќи го своето знаење, да зависи од добрата волја на ученикот кој е способен да препишува, да води 2 дневника сосема идентични без никаква придобивка од таквата административна стега и кога ќе окрене својот глас против неправдата да биде понижуван со прст, плукан, навредуван и понижен. Почитувани колеги и наставници, дојдете да се издигнеме за нашите суети и партиски определби. Надраснете ја вашата покорност и послушност, да не дозволиме никој да гази по достоинството на нашата фила, да се бориме достоинствено и да застанеме во одбрана на нашата чест која е згазана и едва и преживува. Ке најдели Агенцијата за вработување од Струмица околу 640 просветни работници како замена на штрајкувачите на СОНК. Директорите на струмичките училишта доставиле списоци за ангажирање на заменски наставници, а Агенцијата за вработување ќе треба да испрати соодветни луѓе кои ќе ги заменат штрајкувачите. Од општината денеска и официјално потврдија дека списоците се доставени, но дали агенцијата ќе одговори на барањата на директорите, односно најде соодветен кадар и истиот биде ангажиран од страна на училиштата каде и се подржува штрајкот. Секое основно и средно општинско училиште до Агенцијата за вработување има доставено барање за листинг за наставен кадар кој им е потребен во врска со така наречени заменски наставници, односно наставници кои би работеле во случај кога има штрајк. Во организираниот штрајк учествуваат поголем број наставници, значи бројка околу 640 би рекле, меѓутоа не навлегуваме во тоа дали е конкретна бројката, секој ден може да има промени. Во секој случај на барањата доставени до општина Струмица за согласност во врска со замена на наставниците за време на штрајк ќе биде одговорено согласно закон. Односно, прво ќе побараме дали имаме доволно наставен кадар кој е соодветен бројната состојба и се разбира да ги исполнува посебните услови со закон. Обврската засега останува на Агенцијата за вработување, која треба да ги пронајде околу 640 просветни работници, а истовремено да одговори и на профилите кои ги бараат директорите од средните и основните училишта од општина Струмица. Засега од СОНК велат дека штрајкот нема да прекине, се додека не бидат исполнети нивните барања, повисоки плати за 25%, како и укинување на казните за наставниците од екстерното тестирање.